Na 14. avgust 1907 godina во борба со османлискиот аскер загина истакнатиот борец и револуционер од костурскиот револуционерен реон Пандо Кљашев. Пандо Кљашев многу рано се вклучи во македонското револуционерно движење, а од 1901 година беше член на тајната македонско-одринско револуционерна организација. За време на Илинденското востание со својата чета се истакна во борбата при ослободувањето на градчињата Невеска и Клисура. По трагичниот крај на Илинденското востание, Кљашев остана меѓу народот, а со него да ги сподели маките и страдањата. Тој огорчено се бореше за зачувување на чистотата на организацијата и беше еден од најголемите борци против навлегувањето на грчките и врховистичките чети во Македонија. Предаден од врховистите, опколен од многуброен османлиски аскер со уште 14 на другари борци, Пандо Кљашев, борејќи се херојски, загина, давајќи го животот во борбата за слободата на својот измачен народ. Четирнаесети август 1945 година, по големите загуби во текот на војната, јапонците побараа мир, а со тоа и заврши Втората светска војна. Подпишувањето на мировните документи се одржа на американскиот воен брод Мисури. Документот за капитулацијата го подпишаа јапонци и генералот Макартур, врховен командант на војните операции на Пацифика. На истиот ден во Париз, еден доскорешен херој кој стана предавник беше изведен пред суд. Маршалот Филип Петен, кој во цела Франција го познаваше како војник што учествуваше во одбраната на Верден за време на Првата светска војна, беше обвинет за државно предавство за време на Втората светска војна во интерес на германците. За стореното дело Петен беше осуден со строг затвор, каде што умре во 1951 година на 95 години. Илјадници луѓе што живеат во племенски заедници на 14. август 1961 година се упатија кон местото Гатунду, близу Најроби, за да го видат нивниот водач Џомо Кенијата, што британските власти го пуштија од затвор. Кенијата беше водач на забранетата организација Мао Мао. На денот кога беше ослободен, тој апелираше до своите следбеници со мирни средства да се борат за независност на земјата. Кенијата стана прв председател на Кенија. И точно после скоро 17 години, Кенијата, што кениците го вика Мзе Свахили, што значи стариот, се разболе и по кратко боледување умре. На негово место дојде подпредседателот Даниел Арап Мој. Upendeleo wala chuki. Mwenyezi Mungu isaidie. Вили Бранд, веќе многу познат во светот како градоначалник на Западен Берлин, на 14. август 1965 година за прв пат ја најави кандидатурата за председател на својата земја. На изборите тој беше поразен, но повторно се кандидира 4 години подоцна и победи. Од тогаш Социјалдемократската партија е постојано на власт. На 15. август 1943 година врховниот командант на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Југославија Јосип Броз Тито издаде указ за воспоставување одликување на нова Југославија. Орден Народен херој, Орден Партизанска звезда, Орден на народното ослободување, Орден за храброст, Орден Медаља за храброст.
Prvite odlikovanje gi dodali председателството на АВНО и на 24. август 1944 година. Тогаш 20 бригади на Народно-ослободителната војска на Југославија се одликувани со орден на народното ослободување. На 15. август 1947 година од Индија се повлекоа империалистичките сили на Британија. Старата Индиска империја беше поделена на две држави, претежно хиндуската Индија, за која Махатма Ганди толку долго се бореше, и претежно муслиманската држава Пакистан. Првите резултати од оваа поделба беа крвопролевањата. Изби религиозна борба поради миграцијата на милиони хиндуси и муслимани преку новата граница. И самиот Ганди беше убиен од еден атентатор, додека се залагаше да воведе мир во земјата. Заедно со него загина и десетици илјади други. На 15. август 1958 година беа објавени првите снимки на историската средба меѓу водачите на Кина и Советскиот сојуз, председателите Мао Цетунг и Никита Хрушчов. Тоа се случи само 8 години по создавањето на нова Кина, во времето кога Пекинг и Москва ги следеа истите идеолошки патишта. По оваа средба, Хрушчов го откаже учеството на еден состанок на врвот со светските државници во Обединетите нации, велејќи дека состанокот нема да успее ако нова Кина не учествува. Во воениот бунт од 15. август 1975 година животот го загуби шеикот Муџибур Рахман, човекот кој ја создаде новата држава Бангладеш. Тој беше водач на својот народ се од формирањето на државата во 1972 година, но заедно со целото семејство беше убиен за време на државниот удар изведен од група офицери. Кога Бангладеш беше дел од Пакистан, Муџибур беше затворен и бараше одвојување. Тој дојде на власт кога се одвои од Пакистан и беше создаден Бангладеш. Муџибур беше против употреба на оружје, но самиот загина од пушка. Многу напредни луѓе и весници во Европа пишуваа за херојската борба на македонскиот народ во борбата за слобода против османлиските сили за време на Илинденското востание во 1903 година. Така, чехословачкиот печат на Илинденското востание во Македонија му посвети доста внимание, а весникот Народни листи од 16. август 1903 година истакна дека восстаниците не се разбойници, туку тие се борци за слобода, а се дигнаа на борба, не можејќи да ја поднесуваат долговековната османлиска тиранија. Од 16. до 23. август 1977 година председателот на Републиката и председател на Сојузот на комунистите на Југославија му направи официјална и пријателска посета на Советскиот сојуз. На аеродромот Внуково 2, Јосип Броз Тито со југословенската делегација беше свечено пречекан од генералниот секретар на Комунистичката партија на Советскиот сојуз и председател на Президиумот на Врховниот совет на Советскиот сојуз Леонид Брежнев. По пристигнувањето, вечерта, на свечен начин во Кремљ, Леонид Брежнев му врачи на Тито орден Октомвриска револуција, со кој Президиумот на Врховниот совет на Советскиот сојуз го одликува по повод 40 годишнината од доаѓањето на чело на Комунистичката партија на Југославија, 85 годишнината од животот и за извонредните заслуги на Тито за афирмацијата на Великиот Октомври, чија 60 годишнина се славеше во 1977 година, како и за развивањето на големото пријателство на советските и југословенските народи. По 82 години британска власт, на 16. август 1960 година,
Kipar beše proglasen za nezavisna država. Arhijepiskopot Makarios beše prvi od predsedatelna zemljete. Za Kiparcite to značeše kraj nežestokite borbi protiv Britancite, iako očekuvaniot mir među grčkoto i turskoto naselenije na ostrovot ne traješe dolgo. V 1934. godina sovjetskite konstruktori na avioni može da vidat gordi su jedan rekord, bidejki sigurno ne postoješe nijedan avion toliko golem koliko što beše ogromni od avion Maksim Gorki. Za da leta mu beše potreben ekipaž od 23 člena i glavno služeše kako letačka pečatnica za materijal što se rasturešeni sovjetski od Sojuz. 16. avgust 1956. godina predsedatelot na Avstralije Robert Menzies, amerikanski državni sekretar John Foster Dulles, dnevni domaćin, britanski premijer Anthony Eden i drugi, v London učestvovao na jedan sostanok na korisnicite na svjetski od kanala. Celta nova sredba beše da se formira jedinstven front među zemljite protiv politikata na egipetski od predsedatel Nasser, koji se zakarnuvaše na slobodnata plovidba niz kanalot. No, ova samo dovede do invazija na kanalot od Britanije, što doživea fijasko i do politički pad na premijerot Eden. 17. avgust 1937. godina. Istorijski datum za komunističkata partija na Jugoslavije, za rabotničko dviženje i za naroditena Jugoslavije. Na toj den Josip Broz Tito zastana na čelo na komunističkata partija na Jugoslavije kako generalen sekretar. Josip Broz Tito i pripadjaše na ona generacija komunisti koji izrasna od redovitena rabotničkata klasa, koji vo neizino ime, ušte od 30. godini, rešitelno stanaja protiv frakcionerstvo tog rakovodstvo na komunističkata partija na Jugoslavija, vo vreme to, koga so stojbata vo varvovitele partijeta, go doveduvaše vo prašanje i nizino to postojenje. Josip Broz Tito pristapi kon formiranje novo rakovodstvo, koje vozmoži raskin so negativno to idejno i političko nasledstvo od minatoto, raskin so frakcionerstvo tovo partijeta, karijerizmot i grupaškite borbi. Novio centralni komitet na čelo sa Tito uspeja za relativno kratko vreme da je osposobi partijeta popodgotveno da gi prečeka sudbonosnite nastani od 1941. godina. Zastanu bajki na čelo na borbata za osloboduvanje na tatkovinata od fašističkite porobuvači i domašnjite predavnici. Po pomorskata tragedije vo Pacifikot, spasuvačkite brodovi za mina da bara preživejani vo blizine na japonski od ostrov Okinawa. Na 17. avgust 1963. godina 15 lica se udavije koga trajekt od Midorimaru se prevarte vo jedna silna bura, ostavajki 116 lica da lutajat na splavovi ili ostatoci od brodot. Ovoj brod izleče delodniv, iscrpeni od dolgočasovnoto plovenje po okeanu. Milionite toni voda što sekoja godina padjat niz Nijagarinite vodopadi na granicata među Sjedinjenite Amerikanske države i Kanada, postepeno go potkopuva zemljišta okolo njih. Ovi vozbudljivi snimki, na koji se gleda kako to se odbiva, bea napraveni na 16. avgust 1954. godine. Na 18. avgust 1943. godina na Slave i planina od borcite na partizanski odred Dame Grujev od Veleškiot i od Prilepskiot narodno-osloboditelен partizanski odred i od novodojdeni borci je formiran prvi od bataljon Mirče Acev. Prva regularna vojna jedinica na makedonski od narod.
Со формирањето на батальонот Мирчацев започна процесот на создавање војска на македонскиот народ како составен дел на Народно-ослободителната војска на Југославија, во која со полна рамноправност и на доброволна основа влегуваа сите народности што живееја во Македонија. Создавањето регуларна војска во Македонија означуваше нов квалитет во воената организација и едновремено услов за понатамошното успешно водење на оружените борби, а исто така и гаранција дека ќе се сочуваат придобивките што ќе се извојуваат во текот на востанието и револуцијата. „18. август 1960 година. Во еден московски суд му се суди на пилотот на шпионскиот авион У-2 Гари Пауерс. Обвинетиот е осуден на 10 години затвор за шпионажа. Судот располагаше со исцрпен материјал за шпионскиот лет на авионот У-2 на 1. мај истата година. На крајот, Пауерс одлежа само 2 години затвор. Спортските студентски игри, одржани во Москва на 18. август 1973 година, го најавија повлекувањето на најпопуларната гимнастичарка во светот, извонредната советска спортистка Олга Корбут. Од 16. до 19. август 1976 година во Коломбо, Шри-Ланка, се одржа петтата конференција на неврзаните земји. Југословенската делегација ја предводеше председателот Јосип Броз Тито. На вториот ден од работата на конференцијата, председателот Јосип Броз Тито одржа говор во кој се задржа на меѓународните актуелни проблеми и значењето на неврзаната политика во тој контекст. Председателот Тито посебно се задржа на развитокот на неврзаната политика и го истакна нејзиното големо значење во борбата за одржување на мир во светот. Инаку, на конференцијата присуствува 86 земји членки на неврзаната политика, 10 земји посматрачи, 7 земји гости и представници на 11 ослободителни движења и организации кои имаа статус на посматрачи. Петтата конференција ја заврши работата со усвојување документи во кои е утврдена програмата на неврзаните за борба за нов политички и економски поредок во светот. Конференцијата донесе одлука, шестата конференција по 3 години да се одржи во Хавана, на Куба. На 19. август 1942 година комбинирани единици на сојузниците изведоа едно пробно истоварување во Европа, која беше окупирана од германците. Истоварувањето беше изведено на брегот кај француското пристаниште Диеп и целта беше да се здобие искуство во ваков вид комбинирани операции, што беше неопходно за изведување на главната инвазија. Но операцијата се покажа многу скапа и во неа беше пролеано многу крв. Силите за истоварување беа составени од 5000 канадски, 1000 војници британски и 50 американски. На крајот 70% беа или убиени или заробени, иако се тврдеше дека оваа проба спаси многу животи за време на инвазијата во Нормандија во јуни 1944 година. What do you expect the outcome of your trial to be? Во еден оддалечен крај на Боливија, во еден воен затвор, кратко време беше заточен познатиот филозоф револуционер Режис Дебре. На 19. август 1967 година боливиските власти му дозволија на Дебре да одржи кратка конференција за новинарите.
Debre beše zatvoren poradi pomaganja na kubanski revolucioner Che Guevara, iako toj tvrdeše deka došao do Bolivije vo svojstvu na novinar da napravi intervju sa Guevara. The leaders of the guerrilla here, no? Vaka izgledaše turski od grad Varto na 20. avgust 1966. godina pogolemio od zemljotres. Beše objaveno deka pod Urnatinite ovoj grad, što se naodje vo seizmički aktivnata oblast na sever od zemljata, bile zatrupani poveke od 2000 lica. I ljadnici ostana bez pokrivnog glavata i beše potrebna ogromna međunarodna pomoć za napostradanite da im se obezbedi dovoljno hrana i pokrivnog glavata.